Гувернерот на Народната банка Славевски очекува банките да им понудат пониски каматни стапки на младите кои првпат купуваат свој дом. Вели дека одлуката со која се намалува учеството за нив се зголемува за оние кои ќе подигнат кредит за стан кои би го користеле за инвестиции е веќе објавена во службен весник и банките ја знаат. Смета дека до декември, кога треба да стапи на сила, имаат доволно време да се прилагодат на измените и се надева дека ќе ги почитуваат. Ние не сме институција што ги определува во овој момент каматните стапки, но укажуваме на една практика во светот која што се заснова на проценките на ризикот, дека семејствата кои што за прв пат купуваат стан и живеат во него или куќа, се помал ризик од аспект на сервисирање на обврските, од тука добиваат на секаде во светот поповолни услови од страна на комерцијалните банки. И тоа го очекуваме од нашите комерцијални банки. Од Македонската банкарска асоциација засега се без коментар околу овие измени. Со новите одлуки за оние млади лица и брачни парови кои немаат имот на свое име и аплицираат за кредит за стан кој ќе им биде за живење, учеството од сегашните 15 се намалува на 10%, а висината на ратата останува 55% од вкупните приходи кои ги има кредитобарателот. Во вториот случај, за оние кои аплицираат за кредит за стан кои би го користеле за инвестиции, учеството од сегашните 15 се зголемува на 25%, но ратата за кредитот најмногу ќе изнесува 50% од висината на приходите на кредитобарателот. Кога гувернерот Славевски ги соопшти одлуките, напомена и дека очекува да помогнат во стабилизација на цените на становите кои извесен период имаат двоцифрен раст. Сепак од градежниот сектор не се толку оптимисти дека ќе придонесат околу тоа, но се надеваат дека со намалувањето на учеството младите полесно ќе дојдат до свој дом. Според последните податоци на Агенцијата за катастар, најскапиот стан во вториот квартал бил купен во центар по цена од 2700 евра за метар квадратен. Во делови од Скопје пак преку огласите се нудат и станови со цена на квадрат која достигнува и до 3000 евра. Заклучно со јули, банките имаат одобрено стамбени кредити во висина од 1,6 милијарди евра.